треба да ви биде присутна сега. И покрај друга планирана тема, денеска одлучивме веќе пред 7 или 8 минути пред да започнеме, затоа и досниме 2 до 3 минути, темата да ја промениме и да одиме со она што сега во моментот последните 20 на минути е најактуелно, а тоа е одлуката на претседателот Иванов, кој поднесе општ акт за прекинување на сите кривични постапки против лица од власта и од опозицијата, за, како што рече, зачувување на државните и на националните интереси, и ова го гледа како начин за излез од политичката криза. Иванов рече дека е подготвен да ги поднесе сите критики кои по оваа одлука би стигнале на негова адреса, но убеден е дека донел исправна одлука. Во останатите информации на другите медиуми додека се подготвува комплетниот извештај и за дневникот во 17 часот на телевизија 24 вести, како стигнуваат информациите со пренос на се она што имаше кажано во текот на неговото обраќање закажано за денеска во 15 часот и 15 минути, ќе ви го представуваме и во текот на оваа емисија. Во секој случај темата веќе ви е наведена во долниот дел на екранот. Претседателот Иванов ги прекина сите кривични постапки против лица од власта и опозицијата. Со тоа што се доведува до прашање и се она што сработи специјалното јавно обвинителство, истовремено се доведуваат до прашање и предметите за кои се работи веќе долго време во судството Република Македонија, како што е пуч, и со оглед на тоа дека се внесени во овој општ акт и лицата на власта и лицата на опозицијата. Уште еднаш повторувам веста, претседателот Ѓорѓе Иванов предмалку објави дека донел одлука да подпише аболиција за сите политичари против кои се води истрага, против кои е покренато обвинение, како и за еден политичар кој ослужува затворска казна, што во случајот представува амнестија. Како што од кабинетот на Иванов јавија за телевизија Телма, претседателот не посочил за кои конкретни политичари станува збор. Иванов на пресконференцијата тврдел дека одлуката ја донел сам и не ги известил политичарите, затоа што можеби некој од нив бил убеден во својата невиност и сакал да ја докажува во судска постапка. Одлуката ја донел сам. 0260-91-924, 0260-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Знам дека обичаено имаме емисии каде што темата е веќе, народски кажано или медиумски жаргон, сварена од страна на гледачите за да може да се коментира повеќе, но со оглед на тоа дека долго време ја имаме правно-политичката криза во Република Македонија, верувам дека на гледачите нема да им биде проблем да си го дадат своето мислење по однос на новонастанатата ситуација по одлуката на претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало, прв пат се јавувам вашата емисија. Мило ми е, повелете. На сета почит кој имам кон неа. Благодарам. Сега, во овој момент, без разлика што го дадовте овој наслов и овие вести што ги слушнав пред малку на другите телевизии, сум толку фрапирана, толку изненадена и толку, да речам, неверојатно исклучително од правно лице, како што се декларира претседателот дека е, а спроведува ваква некоја одлука, која амнестира криминалци, лица, кои треба по судски пат, без разлика на каков начин да дојдат до некој заклучок со нивните кривични дела, да не можам да сватам дека на извесен начин и индиректно он фактички повикува на една бојкот и револуција на македонскиот народ. Затоа што македонскиот народ не знам кој е. Дали е македонците се на Груевски, кој ги подкупува, на кој им вели дека треба за едно лице да донесат и да гласаат 10, или не знам уште какви основни работи со кои врши притисок да добие гласови, или ние, другите македонци, сме македонски народ, а он за сите нас представува еден претседател заеднички, а посебно како правник, како правно лице, сакам да прашам дали спроведува правни одлуки. Ова е врв и кулминација на непоштењето и на изневерувањето на македонскиот народ. Многу ви благодарам. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали веќе имаме следен гледач? Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Ало, Огнен? Да, добар ден, повелете.
Прв пат се јавам во емисија. Мило ми е, поздрав до вас. Политички сум определен. Се вика Мирослав Димитриевич од Скопје. Поздрав до вас, Мирослав, поверете. И само го прашувам тој председателот на државата дали знае нешто да каже од своја глава, пошто е учен човек. Само толку, без да прочита нешто, да каже нешто од своја глава. Добро. Тоа би било се. Толку би било. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас 0260 91 924 или 925. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Во емисија. Поздрав до вас. Значи, фрапирана сум од председателот и ја мислам, пошто сите ги амнестира, дека он треба да одговара за сите. Значи, пошто они се сите криви, би требало него да го затворат сега. И мислам дека треба народот еднаш да секојаш да излезе надвор и против него сега. Дека тој значи не е председател на сите, него е само на ВМРО и на криминалците. Фала многу. Ви благодарам за јавувањето. За оние што подоцна се вклучуваат во денешното издание, информација од пред 20 на минути која што произлегува токму од обраќањето на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој беше закажано во 15 часот и 15 минути, додека да стигне периодот за дневникот во 17 часот со деталниот извештај. Ја повторувам уште еднаш. Председателот Ѓорѓе Иванов поднесе општ акт за прекинување на сите кривични постапки против лица од власта и од опозицијата, за, како што рече, зачувување на државните и на националните интереси, и ова го гледа како начин за излез од политичката криза. Тој рече дека оваа негова одлука е донесена без никаква консултација со другите страни, а стапува веднаш на сила. Како што појасни, станува збор за прекинување на сите кривични постапки, а само едно лице ќе биде амнестирано. Иванов рече дека е подготвен да ги поднесе сите критики кои по оваа одлука би стигнале на негова адреса, но убеден е дека донел исправна одлука. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Господин Огнен, да. Поздрав многу вам, ваша телевизија и македонскиот народ. Ви благодарам, поздрав и до вас од нас, повелете. Ваков срам у мојот живот не сум имал. Криминалот, освен што има своја држава на Балканот, си има и свој председател на Балканот, што го штити криминалот. Свака му час, вакво нешто не може, ќе се пишува во историјата. Срамот на Македонија, не знам, и Вардар не може да го испере. Бог да прости Македонија, амин. Пријатно се најубаво. Пријатно и до вас, и благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па да кажам дека според мене Македонија е жива. Нашата родина Македонија со македонскиот народ е жива и ќе е вечна. Они кои посакуваат 25 години да ја нема. Не зборуваме за изминатите 25 години, зборуваме за она што се случи пред 20 минути со обраќањето на председателот. Ке ве замолам да се задржите на таа тема. Во ред, ама и претходниот викаше дека Македонија Богдејатост не постоела. Да, но тоа се случува сега во моментот како реакција на она што беше претходно, а вие зборувате за изминатите 20 години, повелете. Не реков дека е жива 25 години. Добро, во ред, затоа искоментиравте, но почнавте да зборувате за 25 години. Кажете коментар. Дали сметате дека е исправно тоа што председателот на Република Македонија донесе одлука да ги прекине сите кривични постапки против оние кои практично, да бидам точно, и кривични постапки против лица од власта и од опозицијата? Па мислам дека Иванов прави еден голем христијански и човечки семакедонски чекор. Само некој да го разбери, треба да има пред се христијанска, човечка, но и македонска душа. Јас жалам од една страна што оние кои ни спремаја украинско сценарио со тие, нели, прислушувања, за жал можеби нема кривично да се гонат, нели, Теверушевски, таму тие другите со Заев и компании, нели, кои се прават, поготово овие 2 години, да направат крвопролевање, нели, имаше повики од нивни членови на партија во оваа емисија за крв по улици. Жалам што тие нема да кривично да се гонат, но сепак велам дека ако сме христијани, тогаш треба да простиме и дај Боже, некои кои се научени да мразат само македонци во Македонија, а да се безкичмени пред другите душмани од надвор, конечно да разберат дека нашава земја е загрозена, гледаме од надвор
со атак на бегалци, може влезени веќе муџахидини. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Ало? Да, ве слушам, повелете, добар ден. Добар ден, прв пат се јавувам во Мило ми е, повелете. Јас сум еден од обичните македонци, бившо вработен на Патарина, еден од осудените вработени на Патарина, 4 години затвор за предпоставени и недокажани 3000 евра штета направена на државата и ја излежав казната од 4 години и кога требаше председателот да ни даде некакво помилување, не сакаше 1 месец да ни даде помилување. Тој ист наш председател и би сакал да го прашам како не му е срам да прекинува кривични поставки према лица осомничени за десетици и стотици милиони евра штета на оваа наша Македонија. Јас се извинувам, премногу сум возбуден и ги повикувам преку вашиот медиум сите оштетени луѓе од оваа власт да се соберат веќе еднаш и да кренат глава. Значи, овоа веќе не се трпи. Ние сме обични луѓе и си ги плаќаме нашите грешки, евентуални. Меѓутоа, овоа ги проминува сите можни граници. Значи, овоа не лици на ништо. Затоа ќе ни бегаат децата, затоа ќе страдаме и не бива од оваа држава ништо. Штета, многу сум возбуден, се извинувам, ви посакувам се најубаво, а би сакал да ги видам сите во лисици, сите да одговараат, а не да ги аболицира овој така наречен председател. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до нас за оние кои подоцна се вклучуваат. Председателот Ѓорѓе Иванов прогласи аболиција за сите осомничени од предметите на специјалното јавно обвинителство, а поврзани со прислушуваните разговори што ги објави СДСМ. Тој рече дека оваа криза е нечи туѓ интерес. Добар ден. Па мислам дека председателот со оваа одлука денеска долеа масло на огинот. Денеска стварно Македонија стана циркус Медрано. Мислам, толку сум разочаран да веќе не знам што да кажам. Човекот Велески лези за 150 кебапи, а некои што уништиле опрема 10 милиона евра добија помилување од председателот. Невиден скандал. За кого сега ќе одиме на избори на 5, ако има воопшто избори на 5 јуни? За кого да гласаме? Веќе во Македонија нема аболицирани, нема честни политичари. Сите се аболицирани криминалци. Ако веќе одиме по ова, денеска ќе го направи. Дали председателот со оваа негова одлука денеска ја суспендира правната држава, ја го суспендира правниот систем во државата? Дали денеска он го суспендира правото за одредена група на луѓе и јавно докажа дека врана на врана очи не вади и дека правдата важи само за одредена група на луѓе, додека сите други може да прават што сакаат и нема да одговараат? Мислам дека во наредните 24 часа сите честни политичари кои на оваа одлука не име по волја, нека искочат јавно нека кажат дека се откажуваат сега од милоста на председателот, за да ги видиме колку се честни нашите политичари. Еве, шанса да видиме сите колку се честни и колку аболицијата на председателот нема да употребат, туку ќе се повикаат да одат до крај со рачистување на постапките што се почнати, без разлика што он напишал како што напишал. Ова мислам дека е врв кулминација, не знам што да речам веќе понатака. Сите оние патриоти што до сега се крстева во власта, ајде да ги видиме сега, нека кажат зошто ќе употребат аболицијата ако се честни и дали ја поддржуваат аболицијата. Мислам дека стварно ние сме веќе за стечај. Значи нас официјално ни треба стечаен управник, не ни треба ни политичари, ни ништо, нас ни треба стечаен управник. Ова е хаос, ова е вовед во хаос. Да ти кажам право, како ќе реагираат сега? Погледнете, Љубе Бошковски го држат во затвор под предпоставка ваму таму, погледнете денеска што прави председателот. Па има ли правда во оваа држава веќе? Дали ова правна држава, да се прашаме веќе? Што е ова пример на младите? Па он е професор направен факултет. Како пример им дава на идните академски граѓани?
Дали се размисла до каде веќе ќе се оди со уништување на државата и имиџот на државата. Ова е дно веќе за државата, за све, да не збориме понатаму што да кажеме. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, туку што пристигна проширена вест околу последните настани. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска објави дека донел одлука да подпише аболиција за сите политичари против кои се води истрага, против кои е покренато обвинение, како и за еден политичар кој издржува затворска казна. Во обраќањето до граѓаните, Иванов нагласи дека одлуката ја донел во интерес на државата и на нацијата, со цел да и се стави крај на политичката криза. Со намера да придонесам во решавањето на кризата и релаксирање на односите и намалување на тензиите меѓу спротивставените политички сили и нивните поддржувачи, а свесен за последиците за државата и граѓаните ако ништо не се преземе во оваа тешка криза. Тешка криза свезен за последиците врзмени со преземањето на овој чекор, но и со силна верба дека носам одлука во интерес на државата и нацијата, нејзината стабилност и независност, одлучив да се стави крај на оваа агонија на Република Македонија, истакна Иванов. Тој посочи дека одлуката што ја подпишал денеска стапува во сила веднаш и отистои зад неа. Иванов оцени дека кризата е нечии туѓи интерес и за нечии туѓи цели, за некој кој сака да ја оствари својата цел преку завојуваните политички лидери и нивните поддржувачи. Сето она што се случуваше во изминатиот период резултираше со досега невидена политичка компромитираност, со политика на меѓусебно пресметување и уништување, бескраен реваншизам и омраза и лична конфронтација. Погледнете што им се направи на нашите политичари и од власта и од опозицијата. Тие толку многу завојуваа, што работите отидоа толку лично и далеку. Си отворија меѓусебно толку многу кривични постапки што сега и едните и другите се подготвени да употребат секакви можни средства само да не бидат поразени за следните избори, зошто не знаат докаде оди другата страна во продлабочувањето на личната пресметка, реваншизмот, омразата и ксенофобијата, рече Иванов во обраќањето. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. И па, вака сега, јас мислам дека ова е најпогрешната постапка што господинот Иванов успеал да ја смисли, зашто на тој начин се става на страна на криминалот. На овој начин не ќе може да се реши оваа криза, затоа што премногу политичари се мешани во неа и тоа додека не добие една правна разврска, тоа не ќе може да се реши ништо во државата. Затоа што овој народ веќе слушна доволно за политичарите, за нивниот кредибилитет, за нивниот уличен јазик, за нивните постапки, така да мислам дека Иванов на овој начин не и помага на државата и не работи во интерес на државата. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете, ве слушам. Поздрав до тебе, Огњен, благодарам. И до сите гледачи на вашата емисија. Ви благодарам, поздрав и до вас од нас. Шокиран и немам зборови како да го опишам овој шок. Прво и основно, не се наведуваат кои се тие особи кои се аболицирани. За што се аболицирани? За кои дела се аболицирани? Некако сите надежи на граѓаните паѓаат во вода. Ние протестираме година дена за парното и се надевавме дека некој ќе не слушне во оваа држава, но и ќе постапи од институциите. Но со ваков систем, значи на право и овластувања, тешко кој ќе може во Република Македонија да оствари било кое свое законско и уставно право загарантирано со устав, закони и меѓународни конвенции. Што значи, дали сега господинот Иванов ќе сноси консеквенци за необразложено и неосновано помилување и аболицирање? Дали ќе ни се уклучи меѓународниот суд? И кој ќе ги сноси последиците од неповедувањето на постапките и од не барање за обештетување на Република Македонија и на граѓаните? Тотален крах на целиот систем. Ова е капак на се.
Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Инаку, аболицијата која ја прогласи председателот Иванов е за сите обвинети и осомничени во постапките кои што се водат во случаите пуч и подкуп и во сите други случаи покренати од страна на специјалното јавно обвинителство, од каде што се уште се очекува реакција. А поврзани се со прислушуваните разговори што ги објави СДСМ. Председателот Иванов ова го објави во денешното обраќање до јавноста. Во последните 2 години во Македонија има политичка криза, најдлабока досега. Две политички страни се завојувани и повеќе не бираат средства кои би ги употребиле во оваа политичка битка. Политиката во Македонија се претвори во тоа кој на кого повеќе кривични пријави ќе му поднесе, со цел да ставам крај на оваа политичка криза, која ќе заврши со фер и демократски избори, согласно сите мои уставни и законски надлежности. Донесов одлука да ги прекинам сите кривични постапки против политичари и од власта и од опозицијата, изјави Иванов. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас, господине. Благодарам, поздрав и до вас. Се слушаме добро. Да, повелете. И стварно ова е еден преседан кој вака како што го поставивте вие, како што го изесоте оригинално, што може да биде точно, такво нешто не се е десило никаде во светот. Сето ова е на некој начин казна за опозицијата за заплашување пред изборите. Нека на тој председател му биде јасно дека опозицијата ја повикуваме на државни немири. Со ваков председател ние не заслужуваме подобро ништо. Место тој како државен татко да поведе сметка, да ги смири ситуациите, да соработува со опозиција и позиција, да тражи истинни решение, да го врати народот на гласање. Тој уште толку народот го расплантува со тоа што во опозицијата има еден заев за кој пошто пото гледат да го затворат, додека другата страна, криминалците на денашната влада се на некој начин желба на председателот да ги спаси. Свеси сме дека шансите за аболиција са 1:99. 1% за опозицијата, 99% за него. Го повика македонскиот народ на државни немери против председателот и водејачката партија. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Првичните реакции на експертите по одлуката за донесувањето општ акт од страна на председателот на државата, со кој што се прекинуваат сите кривични постапки и од власта и од опозицијата, лица кои произлегуваат од кај нив. Експертите велат дека со ова практично би се довела до прашање и работата на специјалното јавно обвинителство и нивното постоење. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Со ова одлука на председателот не само што нема да се смират тензите, напротив, ќе се зголемат. Бидејќи во една прилика Гоце Делчев рекол дека силата е во народот. Сега е време народот да покаже својата сила. Не може еден председател, кукла од председател, да се земе право да аболицира најтешки криминалци. Луѓе кои милиарди однесле од Македонија, луѓе кои во Freedom House денеска кажа на кое место сме, не знам, последни закотвени на дното беше карактеристиката, да. И не може друго е да аболицираш еден или двајца, а друго е општа амнестија. Меѓутоа, не ме чуди, заради тоа што ги амнестира и најголемите терористи од случаевите што не ги вратија од хашките случаеви, и затоа што она што прво го реков, народот ја има силата, нека изволи, односно чекам народот да ја покаже таа сега сила и да си ја земе правдата во свој раци, да ја врати на своје место каде што и припаѓа, на народот, на населението. Фала, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Председателот Иванов рече дека не информирал никого и не побарал дозвола од некого пред да донесе одлуката, што се поставува прашање дали претходно барал дозволи. Според него, странските фактори премногу влијаеле во државните работи и крајно време било тоа да се прекине, бидејќи тие се воделе од нивни лични интереси. Можно е двете страни да ме напаѓаат за оваа одлука, но јас сум подготвен да се справам со сите напади. Доста македонецот оди против македонец. Ова нема да го дозволам во мојот мандат. Политичарите во иднина, без разлика на која партија припаѓаат и која партија ќе победи, треба да се занимаваат со сериозни прашања за државата и при тоа да не носат одлуки под закани и уцени. Нема да дозволам никој да влијае врз нив, рече Иванов. Добар ден. Дали имаме некој на линија, повелете?
Да, ве слушам, повелете. Дори сум возбудена и вчера прочитав на Фейсбук, вика Гордана, животот е прекрасен. Значи тоа и било прекрасно на Гордана Јанкуловска. Толку, фала, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, добар ден. Дали ме слушате? Да, ве слушам. Да, Прво повелете. ве поздравувам. Благодарам, поздрав и до вас. Огромна почит до вас. Ви благодарам. И до емисијата. Страшно разочарување. Страшно, немам зборови. Прво, размислувам дали е ова законски. Сега веќе да, откако се повлекоја измените на законот за помилување од 2009 кои беа направени и се вратија во старата форма. Да, само Шкарич тоа што зборуваше, некако работите измешани стојат. Како и да е, ова би стои не на Иванов без прашање, него по наредба. Се знае како е. Жалам што не можам да бидам и концизна, затоа што сум исто како и другите многу возбудена. Па сега сакаше по мене, нивното размислување е тоа. Или ќе направиме војна, или ова што е. Ајде да видиме сега до каде ќе отиде. Така. Што очекуваат? Што очекуваат? После ова амнестија што очекува Груевски, што очекува Иванов? Ќе носи нови автобуси контра народот? Не знам овој народ уште што ќе доживее со оваа власт. Така. Жалам, треба па на крајот на криштата има и надвор од Македонија, тие што ги осудуваат, гледаат што се прави. Или ќе бидеме протекторат, или постои нешто друго. Жалам што не можам повеќе да коментирам. Се чувствува мојата разочараност едноставно. Така. Ви благодарам за јавувањето и јас вас ве поздравувам. Тоа е она за што разговаравме, тоа беше последното јавување во текот на денешното издание, тоа е она за што разговаравме во оваа емисија, а тоа е веста која се покрена меѓу медиумите од 16 часот, практично веднаш по завршувањето на обраќањето на претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој преку општ акт ги прекина сите кривични постапки против лица од власта и од опозицијата. Од тука произлегуваат многу прашања, постоењето на специјалното јавно обвинителство, потоа пак сите работи кои што произлегува од судските постапки или пак од обвиненијата кои беа покренати против политичари, истовремено кои што се аболицирани и амнестијата за еден политичар кој издржува затворска казна. Во секој случај, со деталите првични кои што ги имаме, ќе се јавиме во дневникот во 17 часот, до тогаш останете со 24 вести, како ќе се развива ситуацијата, така ќе ви известуваме. Пријатно.